Сите индикатори во Македонија покажуваат дека е време за предвремени избори и дека народот сака промена на власта. Експертите во земјава кои се занимаваат со истражување на јавно мислење се согласуваат со анкетата на ИПСИС и предноста на опозицијската ВМРО ДПМН од 25% пред коалицијата СДСМ-ДУИ. За аналитичарот Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, јасно е големото водство на опозицијата. Според него, нелогично е зошто на заеднички листи се БЕСА, Алтернатива и фракционерите од партијата на Ахмети, како и СДСМ и ДУИ, но без разлика на коалицирањето на партиите, сепак резултатите ќе биле исти. Јасна и изразена и убедлива предноста на ВМРО ДПМН, овде е малку чудно што се споени заедно СДСМ и ДУИ, а и некои други комбинации, например огнената група со БЕСА и Алтернатива. Прво прашање, БЕСА и Алтернатива дали заедно ќе настапат, ќе нали се издвои едно од други. Според најновата анкета, за партијата раководена од Мицкоски би гласале 21,7%, а за евентуалната коалиција на партиите на Ковачевски и Ахмети 16,7%. На трето место е движењето на градоначалникот на Куманово. Високи 50% од испитаниците сметаат дека државата оди во погрешна насока, наспроти 9% кои сметаат дека оди во правилна. Истражувањето на граѓанското мислење покажува и дека 65% од испитаниците сметаат дека идната година и парламентарните и претседателските избори треба да бидат на ист трошок, односно да се одржат заедно, а само 15% сметаат дека треба да се одржат одделно. Анкетата беше спроведена во март на 1114 испитаници пропорционално по старосен, етнички и полов состав на населението во Македонија. И пред еден месец ВМРО ДПМН имаше двојно поголем рейтинг од владеачката СДСМ. На прашање за која партија ќе гласате доколку се одржат избори, 21,8% од испитаниците одговориле за опозицијската ВМРО, а 12,4% за СДСМ. Од политичарите, Мицкоски ужива најголема доверба од 11%, Ковачевски од 8%, а зад него е Али Ахмети со 5,1%. Ова истражување беше спроведено на 1200 испитаници и го спроведе агенцијата Market Vision.